владата на Република Македонија од хиперпродукција на закони по скратена постапка денеска образлагаше еден сосема друг закон од тој кој што беше на дневен ред. И од таа причина денеска на дневен ред го имаме данокот на личен доход по скратена постапка, односно прогресивниот данок, кој што владата најавуваше дека ќе се води во една транспарентна процедура со случување и дебата на сите засегнати страни, за да можат граѓаните и реалниот сектор да укажат своите забелешки, кои што, кажувајќи ги по разни јавни настапи, владата очигледно нема слух за истите. Случај со тоа беше данокот за личен доход, односно прогресивниот данок кој што владата на СДСМ има намера да го воведе во наредниот период, а тоа е ситуација и со вториот закон кој што го добивме пред неполни половина час, за кој што ние како пратеници се уште нема име, а не јавноста и медиумите и сите засегнати страни по основ на него. Се работи за законот за придонеси од заедничко социјално осигурување, кој што исто така е закон кој што удара по џебот на граѓаните и на реалниот сектор, заедно со данокот за личен доход, односно прогресивниот данок кој што владата сака да го воведе. Ние по нормална процедура во собранието добиваме закони за усогласување со АПТИС и слично, а сите оние закони за кои што треба да има јавни дебати, за кои што треба да има транспарентност, за кои што владата треба да има слух од страна на реалниот сектор и граѓаните, впрочем, кои што ќе бидат главни кои што се засегнати од овој закон, го немаме. Владата во период на спроведување на уставни измени сака на мала врата по скратена постапка да ги помине и овие два закони, една нова даночна реформа која што, како што гледаме од граѓаните, не е прифатена со задоволство, ниту пак имаше можност да се разговара по истото. Од таа причина барам да данокот за личен доход и данокот за придонеси од заедничко и социјално осигурување бидат повлечени од точки на дневен ред по скратена постапка на денешната седница и истите да дојдат во собранието во редовна постапка, бидејќи ние како ВМРО ДПМН имаме намера да организираме јавна расправа по однос на данокот на личен доход, односно персоналниот данок кој што владата сака да го воведе, за да можеме да ги слушнеме сите засегнати страни. Барам да се повлечат законите и да дојдат во редовна постапка.